Собранието на Република Македонија денеска ја започна втората седница на која е единствена точка на дневниот ред е избор на влада. Според деловникот за работа на Собранието, мандаторот Зоран Заев со свое обраќање пред пратениците. Тој ја образложи предлог програмата и предлог составот на новата влада. Најави дека ова ќе биде реформска влада чии клучни темели ќе бидат посветеност на економијата и живот на сите, силни професионални институции и правда за сите, и ЕУ и НАТО перспективи на земјата. Во составувањето на програмата на новата влада се водевме исклучиво од принципите прифатливи за сите граѓани на Република Македонија. Програмата на новата влада на Република Македонија ги содржи принципите на предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, планот за живот во Македонија, како и начелата на предизборните програми на партиите кои освоија пратеници во Собранието и кои се дел од новото парламентарно мнозинство, ДУИ и Алијансата за албанците. Но има и неколку одлични работи од програмите на другите парламентарни партии и партии кои што немат пратеници. Најавувам дека Република Македонија ќе биде држава на сите граѓани. Определени сме да градиме едно, обединето општество кое што ќе обезбеди стабилност за граѓаните и во државата. Истакнувајќи дека ќе работат честно и посветено исклучиво за потребите на граѓаните на Македонија, мандатарот Заев рече дека Македонија ќе биде држава на сите граѓани и оти ќе се гради обединето општество кое ќе обезбеди стабилност. Наша цел е почеток на преговори со ЕУ и членство во НАТО во најкраток рок, рече Заев. Во фокусот на владата, како што наведе, ќе биде развојот на економијата и стандардот на граѓаните, при што најави просечна стапка на раст од 5%, зголемување на минималната плата на 16.000 денари и до 30.000 денари на просечната плата. Дел од мерките во програмата се поддршка на домашните предпријатија, пред се малите и средните, активни мерки за вработување преку кои годишно би се вработиле по 16.000 лица во приватниот сектор, како и промени во даноците и социјалните трансфери. Освен економски развој, според Заев, најсериозна ќе биде и реформата во правосудството, а Македонија ќе биде правна држава за сите. Според деловникот за работа на Собранието, по обраќањето на Заев пред пратениците започна и претрес. Редоследот на говорите на пратениците и седењето во Собраниската сала беше договорено на вчерашната координативна средба кај председателот на Собранието Талат Џафери, а на средбата не присуствуваше представникот ВМРО ДПМНЕ. Председателот на Собранието Џафери денешната седница ја започна со обраќање на албански јазик, а потоа продолжи на македонски. Свесен за сите обврски кои ги презедов, јас ќе ја оценувам создадената ситуација, за да можеме да го дадеме првиот сигнал на тоа што во нашите односи е потребно како толеранција, за да се овозможи парламентарниот процес да се одвива согласно договорот за коалиционирање. Работите на оваа седница до донесување на закони за јазиците ќе ги продолжам на македонски јазик да ги председавам, а ова да биде нова појдовна точка на работата новиот парламентарен состав, на новиот парламентарен состав кој треба да резултира со тоа што е сеопфатна поддршка на пратениците и граѓаните на Република Македонија како очекување за нашата работа. На ова реагираше пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Антонио Милошовски со забелешка дека според законската легислатива седниците треба да се водат на македонски јазик. Почеток на ова собрание и на оваа седница почнувате да го кршите деловникот и законот за употреба на јазиците. 2008 година заедно со СДСМ и ДУИ и 2011 година потоа овој закон имаше свој амандмани. Во членот 3, став 1 пишува дека службен јазик во Собранието на Република Македонија е македонскиот. Во став 2, пратеникот кој зборува различен јазик од македонскиот, а кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија, може на седница на работно тело да зборува и на седница на собрание исто така на својот мајчин јазик. Пратеникот кој зборува различен јазик од македонскиот, според став 3, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, може на тој јазик да председава и со седница на работното тело
но собранието и пленарната седница не се работно тело. И апелираме овој закон да се почитува од сите пратеници и од пратеникот Талат Џафери, барем до моментот додека она што го имате договорено со СДСМ не го преточите во законска одредба. На почетокот на собраниската седница ВМРО-ДПМН предложи локалните избори да се закажат во итна постапка. Пратеникот Илија Димовски стакна дека причината за предлагање на овој закон е тоа што постои сомнеш дека ново формираното владеачко мнозинство нема да го испочитува договорот од пред 3 недели за закажување на локални избори во Република Македонија договорени помеѓу сите парламентарни партии да се одржат на 15 октомври. Се одлучив да го поднесам овој закон по итна постапка, би замолил во духот на некакво разбирање да биде прифатен предлогот за итност, заради тоа што ги исполнува деловничките услови за итност, заради тоа што имаме нарушување во функционалноста на системот. Не инсистирам тоа да биде и нема да побарам тоа да биде точка на дневен ред пред точката за избор на влада во секој случај. Сум свесен дека тоа е некаков си приоритет, но веднаш после изборот на влада оваа точка може апсолутно да остане на дневниот ред. Мислам дека тоа е и некаква коректен предлог. Со 58 гласа за, 41 против и 1 воздржан, не беше усвоен предлогот следна точка по изборот на влада по скратена постапка да биде предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законник, со кој се бара распишување на локалните избори на 15 октомври годинава. На седницата беше констатирана и оставката на пратеникот Никола Тодоров од ВМРО-ДПМН, врз основа на што ДИК ќе го извести собранието за кандидатот на кој од листата ќе треба да му се верифицира мандатот. Владата треба да биде избрана 2 дена по отпочнувањето на седницата, односно најдоцна до среда на полноќ. За таа да биде избрана потребно е да гласаат најмалку 61 пратеник, а според предлог составот што го достави во собранието мандатарот Заев, министри ќе имаат СДСМ, ДУИ и Алијанса на албанците, кои имаат мнозинство од 62 пратеници.